Добар ден, дневник на К3. Во Македонија денеска се одбележуваат 113 години од смртта на револуционерот Гоце Делчев. Визионерот кој пред повеќе од еден век го разбра светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Гоце Делчев, македонски револуционер и национален херој, учесник во македонското револуционерно движење, е роден на 4 февруари 1872 година во Кукуш, во семејството на Султана и Никола. Се школувал во гимназијата во Солун и на Воената академија во Софија. Учителствувал во Штип, а како член на Централниот комитет на ТМОРО работел и на создавање мрежа на бази, комитети и комитски чети на организацијата. Учествувал во Солунскиот конгрес на ВМРО во 1896 година, а до 1901 година бил задграничен представник на ВМРО во Софија. Тој го отфрлил решението на Солунскиот конгрес од 1903 година за кревање во стание и со чета заминал во внатрешноста на Македонија со раководните кадри за да издействува повлекување на решението за масовно востание. Во април во Солун се сретнал со Даме Груев, кој што туку се вратил од заробеништво. Двајцата се договориле востанието да се води со засилени четнички дејствија. Гоце Делчев е убиен од турската војска на денешен ден во 1903 година во селото Баница. Гимназијата Гоце Делчев одбележа 113 години од смртта на патронот и 71 година постојни и успешна работа на училиштето. По тој повод делегации од општината, Советот на општина Куманово, политичките партии, борците и писателите, пензионерите положија свежо цвеќе пред бистата на нашиот херој Гоце Делчев. Со пригодна свеченост гимназијата Гоце Делчев одбележа 113 години од загинувањето на патронот и 71 година од работата на самото училиште. По тој повод представници на општината, Советот, ветераните, политички партии, основни и средни училишта положија свежо цвеќе пред бистата на револуционерот Гоце Делчев. Тој е роден на 4 февруари 1872 година во Кукуш, во семејството на Султана и Никола. Учествувал на Солунскиот конгрес на ВМРО 1896, а до 1901 година бил задграничен представник на ВМРО во Софија. Делчев е убиен од турска војска на 4 мај 1903 година во селото Баница, Серско. Денес обележуваме 113 години од смртта на нашиот патрон, тој е големиот македонски револуционер и идеолог Гоце Делчев. А воедно обележуваме и 71 година од работа на нашето училиште. Покрај положувањето на цвеќе пред бистата на Гоце Делчев се одржа промоција во галеријата на училиштето, на која беа истакнати досегашните постигнувања за оваа година. Во последните години нашето училиште бележи добри резултати на сите надпреварувања, на спортски, на надпреварувања по природни науки. Во последните 2 години сме меѓу први 5 училишта во однос на постигањата од матурата. Се трудиме ностоп да вложуваме во учениците, вложуваме во училиштето во рамките на своите можности. Доживотниот претседател на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Јосип Броз Тито, почина на 4 мај 1980 година во болницата во Љубљана. Јосип Броз Тито беше на чело на Југославија 35 години, како признание на несомнените државнички способности и успеси на Јосип Броз Тито. На неговиот погреб во мај 1980 година присуствуваа бројни високи странски делегации и ќе остане запаметен како погреб со најголем број политичари и државни делегации во светската историја, по оној на папата Јован Павле II во 2005 година. Започна уписите на прводеленчињата во основните училишта во Куманово во учебната 2016-2017 година. Од секторот за образование во општина Куманово информираа дека уписот на првачиња е започнат и најголем дел од прводеленците ќе бидат запишани на училиште до крајот на месец мај. Извод од матична книга на родените, вакцинален картон и стоматолошки картон се документите кои што треба да ги поседуваат родителите за упис на учениците во прво оделение во 16 основни училишта од градот. Уписите започна, но почна и тивката борба помеѓу кумановските училишта за ученик плюс.
Реализацијата не е да не се почитува, се почитува и тоа во најголема мерка. Сите училишта ја почитуваме, но реално правото на родителот е да го запише детето каде сака, да му учи, сметајќи според квалитет, веројатно, на кадарот во кој го запишува детето. Инаку да постои борба, постои тоа огромна, затоа што видливо е дека наталитетот е намален и битката за секое дете на терен е, искрено речено, страотна. Училиштата имаат добиено списоци од надлежните институции за бројот на ученици по реони кои треба кај нив да се запишат. Реонизацијата, велат надлежните, се почитува согласно законските регулативи, доколку учениците кои ги има на списоците не бидат запишани во прво оделение, од училиштата ќе ги повикаат родителите на разговор. Стручните служби ќе направат и одреден тест со учениците. Сега е поинаку, значи сега нема тестови како порано што се правеше, туку педагогот и психологот, значи на основа на прашања, преку прашања испитуваат и графомоторика преку цртежи. Значи тие и предзнаење, испитување на предзнаење преку прашања. Годинава во прво оделение ќе се запишат децата родени во текот на 2010 и јануари 2011. Лани, според податоците на секторот за образование на подрачјето на Куманово, се запишаа 1503 ученика во прво оделение. Во текот на изминатите 24 часа од страна на служба при Центарот за јавно здравје од Куманово извршена е дезинфекција на просторот и објектите во прифатно-транзитниот центар Табановце на вкупна површина од 2500 метри квадратни. Во текот на изминатите 24 часа од страна на службите при Центарот за јавно здравје од Куманово извршена е дезинфекција на просторот и објектите во прифатниот транзитен центар Табановце на вкупна површина од 2500 метри квадратни. Инаку од страна на надлежните служби континуирано се следи хигиенско-епидемиолошката состојба во прифатниот транзитен центар Табановце. Во текот на овие неколку дена нема пријави за акутни заразни заболувања. Во кампот во моментот има вкупно 601 бегалец, инаку на граничната линија повеќе нема мигранти, сите се вратени во кампот. Од регионалниот центар за управување со кризи известуваат дека бројката на мигранти од ден на ден се повеќе се намалува во центарот. Во Националната установа Центар за култура Крива Паланка се одржа 14-та регионална фолклорна ревија на песни, музика и игри во организација на Сдруженијето на старосни пензионери од Крива Паланка и Ранковце. На ревијата членовите на 6-та Сдружение од 4-тиот регион го презентира искунското македонско традиционално фолклорно наследство. На 14-тата регионална фолклорна ревија на песни, музика и игри во организација на Сдруженијето на старосни пензионери од Крива Паланка и Ранковце учествуваа Сдруженијата на пензионери од Кратово, Центар Скопје, Куманово, Солидарност аеродром и Чаир од Скопје и домаќин од Крива Паланка. Домаќините ги угостија пријателите од регионот и имаа исклучителна можност за размена на позитивна енергија, на убави зборови и мисли. Председателот на Сојузот на Сдружение на пензионери на Македонија, Драги Аргировски, рече дека ова е јубилејна година од пензионерското здружување во земјава, година во која се прославуваат 70 години од формирањето на Сојузот на пензионери на Македонија, но и 25 години независност на државата. А ревиите се само еден од начините да се прослави и презентира ова здружување. Програмата беше на висина, а домакините се покажа и со домакинско работење и организација, но и со самата изведба на обичаите од овој регион. Токму тоа Сојузот на Сдруженијата пензионери на Македонија го поттикнува да се обноват обичаите, изворните песни од заборав, биќе само на тој начин придонесуваме за идентитетот на македонскиот народ и на другите народи што живеат во Република Македонија. Тоа е едно благо, тоа е едно нешто што навистина заслужува пиетет и навистина било што и денеска имавме добра програма токму на тоа поле. Денес овде владееше прекрасна атмосфера со насмевки кои го продолжуваат животот, рече Славко Стојановски, председател на Сдруженијето пензионери Крива Паланка. Светам дека покажаме еден врвен квалитет не само ние, но сите друженија кои настапија со своите точки на ова фолклорна ревија 14-та поред, која е јубилејна, бидејќи е посветена на денот на пензионерите, односно 70 години од постојање на пензионерското организирање. Јас се заблагодарувам на сите учесници што беа, сите здруженија, а посебно на фолклорната група од Крива Паланка што настапи со една изворна работа, а тоа е кривопаланечката свадба. Сите актери, сите учесници
и оркестарот, и доматинот, а посебно кореографот, кои ја сватија уште пред месец и повеќе ова озбилна работа. Ја на сите ученици им се заблагодарувам за сите нивни ангажирања по едномесечни или повеќе сати потрошени за нешто убаво кое ќе се споменува повеќе години. Членовите на 6 здруженија со 20-минутни настапи го презентираа исконското македонско традиционално фолклорно наследство преку носиите, игрите, мелосот од краевите од каде доаѓаат. Учесниците ги оценуваше национален селектор од Сојузот на здруженија на пензионери, кој по завршувањето на ревиите во 8 региони ќе изврши евалуација и ќе одлучи кои точки ќе бидат дел од 6-та републичка фолклорна ревија која ќе се одржи на 7 јуни во домот на армијата Скопје. Пензионерските ревии на песна, музика и игра се поддржани од страна на Министерството за култура на Република Македонија како програма од национален интерес. Република Македонија ќе има 3,5% раст на бруто домашниот производ за ова и следната година, со што ќе биде меѓу топ 5 земјите во Европа со најголем економски раст за периодот. Се наведува во најновата пролетна економска прогноза што ја издаде Европската комисија. Единствено Ирска, Романија, Малта и Полска се земјите што според прогнозата на неформалната влада на Европската Унија се очекува годинава да имаат поголем економски раст од Македонија. Еврокомисијата во однос на македонската економија предупредува дека инвестицијските можности се сепак предмет на значаен ризик што произлегува од одложената примена на јавните инфраструктурни проекти и од продолжувањето на политичката несигурност. Исто така Еврокомисијата предвидува продолжување на намалувањето на невработеноста во земјава, која годинава се очекува да падне на 24,7%, а до година да изнесува 23,5%. Тоа е за повеќе од 10% намалување на невработеноста во однос на состојбата од пред една деценија. Во однос на јавниот долг, Еврокомисијата прогнозира дека ќе продолжи да расте во земјава. Тој изнесувал 37,9% од бруто домашниот производ минатата година. Годинава се очекува да нарасне на 39,6%, додека во 2017 се очекува да дојде до 40,6% од БДП-то, што е далеку од поставениот лимит од 60% на бруто домашниот производ од страна на Европската Унија. Сенаторот од Тексас Тед Круз се повлекува од републиканската номинација. Во одредна седница на Советот за безбедност на Обединетите нации за ситуацијата во Алепо. Варела, панамските документи ја покажа ранливоста на целиот систем. Свето денеска. Сенаторот од Тексас Тед Круз, кој се бореше за номинација на републиканците за кандидат за претседател на САД, објави дека се повлекува од трката за Белата куќа по победата на милиардерот Доналд Трамп на внатрепартиските избори во државата Индијана. Председателот на Националниот комитет на Републиканската партија, Рајнс Прибас, изјави дека Трамп е веројатната номинација на партијата, откако Круз прекинува со кампањата, јави ДПА. ДПА наведува дека постои поделеност во Републиканската партија за кандидатурата на Трамп, бидејќи видни републиканци наведуваа дека никогаш нема да го поддржат милиардерот. Советот за безбедност на Обединетите нации ќе одржи вонредна седница по барање на Франција и Велика Британија, со цел да се разгледа ситуацијата во сирискиот град Алепо, каде се водат жестоки борби меѓу владините сили и бунтовниците. Заменик генералниот секретар на Обединетите нации за политички прашања, Џефри Фелтман, ќе ги запознае 15 земји членки на Советот за безбедност со ситуацијата во Алепо. Извештај ќе поднесе и заменик генералниот секретар за хуманитарни прашања, Стивен О'Брајан, пошто ќе следува седница зад затворени врати. Објавувањето на панамските документи со што истекоа информации дека панамската адвокатска фирма Мосак Фонеска отворила офшор сметки за своите богати клиенти од целиот свет, сведочи за ранливоста на многу земји, изјави председателот на Панама Хуан Карлос Варела. Говорејќи во Стејт департментот, тој наведе дека документите ги откриваат светските проблеми на многу земји со нивните правни и финансиски институции, ранливи на дејствување кое не е во јавен интерес. Поради тоа земјите мора да ја подобрат својата транспарентност и размената на информации, додаде тој.
Кошаркарите на Куманово со скор 3-1 во меѓусебните дуели го совладаа работнички во плейофот во првата лига. Во полуфиналето Кумановци ќе играат против Карпош Соколи, додека силите во второто полуфинале ќе ги одмерат МЗТ Скопје и Фени Индустри. Втора година поред, а трета во историјата на кошарката, Куманово обезбеди место меѓу 4 најдобри екипи во плейофот во првата македонска лига, откако го совлада работнички со 194. Со оваа победа Куманово поведе со 3-1 во меѓусебните дуели, што автоматски му донесе пласман во полуфиналето. Многуте грешки во одбраната сепак не го загрозија резултатот и не ја доведоа во прашање победата, благодарејќи на успешната реализација во напад. Во првиот дел Кумановци броеја до 23 поени разлика, која противникот ја нападна во последниот период и ја намали на конечни 6. Противник на синобелите во полуфиналето е одличниот оваа сезона тимот на Карпош Соколи, а во пресред на овој надпревар предводникот Црбиновски истакна дека одат чекор по чекор, затоа што време за подготовка има. Изигравме една малце порастредена утакмица кај што стварно не функционираше нападот, али многу грешки во одбрана. Додуше не изненадија, прво полувреме шутираа доста, како да кажам, со висок процент, 12-10 има прво полувреме. Значи покажавме желба, дигнавме на 23. Значи не смееме да се опуштаме во тие моменти, требаше малце помирно да донесеме утакмицата до крајот. Но добро, се игра утакмици на 2-3 дена, има значи умор у нашите играчи. Им честитам за пласман во полуфинале и идеме, како што кажав, корак по корак. Значи не се залетуваме по ништо. Сега не чека Соколи, прва утакмица у гости. Значи имаме време да се спремиме и да изиграме добар надпревар. Добра серија. Куманово заслужено се пласираше во полуфиналето, им честитам на победата. Ние дадовме максимум, но тие се далеку поквалитетна екипа од нас, рече Докузовски. Мислам дека заслужено влегува во полуфиналето. Ние колку можевме се трудевме, колку можевме париравме. Сепак мислам дека имавме многу тенка клупа и искусни играчи, кај што нема измени. Мислам дека дадовме максимум. Среќен сум поради некои играчи млади што им дал повеќе шанса да играат. Така да не можам да бидам незадоволен од нашето представување. Најефикасен во редовите на Куманово беше Трајковски со 24 поени, додека во гостинскиот тим 29 поени реализираше Чековски. Првата полуфинална пресметка меѓу Куманово и Карпош Соколи се игра в петок во арената Борис Трајковски до 3 добиени. Во второто полуфинал силите ќе ги одмерат актуелниот шампион МЗТ Скопје и Фени Индустри, а првиот надпревар исто така стартува во петок. Општина Куманово сезонава ја заслужи честа да биде домаќин на спортската манифестација Гимназијада, која што на едно место ќе ги собере најдобрите спортисти и спортистки од македонските средни училишта. Тргнувајќи од фактот дека спортувањето кај младите влијае одлично на здравјето и на правилниот телесен развој, меѓутоа и на интелектуалниот, естетскиот и моралниот раст на целокупното општество. На одговорните им е зададена и задача да им овозможат на децата и на младината воопшто повеќе квалитетни дополнителни програми за спорт и спортска рекреација, со цел да победат во надпреварите со пороците. Еден од најдобрите формати е спортската гимназијада, која што е мегдан за учениците од средните училишта од Македонија. Општина Куманово сезонава ја заслужи честа да биде домаќин на гимназијадата. Ние сме домаќини на негде 1000 деца надпреварувачи во многу спортски дисциплини. Тука е атлетиката, тука е ракомет, кошарка, одбојка, машка, женска, футсал, голем фудбал. Свеченото отварање ќе биде во 26 часот на 5 во спортската сала. Како домаќин се потребни да биде тоа едно така свечено отварање со перформанси, со настапи на определени културни или школски секции кои ќе дадат допринос во целиот амбиент на спортот, младите, односно на ова престижно надпреварување. Средношколските спортски смотри во сите години од своите 2 децении постоење даваат значаен придонес кон подобрувањето на квалитетот на живење на младите и насочувањето кон спортот и здравиот живот. Меѓутоа нудат и потребно освежување за националните селекции на Македонија. За потребите на оваа гимназијада, Куманово широко ќе ги отвори своите порти да ги вгости младите надежи од Македонија, за да им овозможат достоинствена арена за надпревар како и атмосфера за другарување. Силите ги издружија најповиканите институции: Министерството за образование и наука, Агенцијата за млади и спорт, Федерацијата на училишни спортови на Македонија и секако градот Куманово.
токму на домакините е најголемата одговорност да го спроведат безпрекорно замисленото тридневно спортско доживување како што доликува, како и да се истакнат со постигнувањата. И во изминатиот период имаме многу успешни организации на вакви настани, каде што рейтингот и нивото на организацијата е на едно високо ниво и се надеваме дека ова година со организацијата што имаме направено, дека ќе ја надминеме и таа поранешна висока рамка што Куманово ја постави. Значи во основно училиште Вук Караѓиć ќе се игра одбојката машки, во основно училиште Толи Зордомис ќе се игра одбојката женски, кошарка ќе се игра машки во Саук Леронаков, кошарка женски ќе се игра во основно училиште Христијан Карпош, во ракометот ќе се игра во Киро Бурнас училиште, и ракометот женски ќе се игра во Магдалена Антова. Градската спортска сала ќе биде за футсал машки, основно училиште Браќа Миладиновци ќе биде футсал женски, атлетскиот стадион ќе биде атлетиката. 1000 учесници, 60 на училишни тимови, 6 дисциплини, а на располагање ќе им бидат спортски борилишта кои што ги исполнуваат највисоките стандарди. Во просториите на Ракометната федерација на Македонија беа извлечени полуфиналните двојки во машка и женска конкуренција за Купот на Македонија. Завршницата од машкиот куп ќе се одигра на 13 и 14 април. Во полуфиналето ќе се сретнат Охрид со Вардар и Металург против Вардар јуниор, додека во женска конкуренција ќе се игра на 14 и 15 април. Во полуфиналето ќе играат Вардар јуниор против Металург и Вардар со Куманово. Во просториите на Ракометната федерација на Македонија беа извлечени ждрепките за завршните турнири во ракометните купови машка и женска конкуренција. Она што најавува голем спектакл е фактот што најголемите ривали се избегнаа во полуфиналната рунда. Актуелниот машки ракометен првак Вардар во полуфиналето го доби за противник тимот на Охрид, додека Металург ќе ги одмери силите со јуниорскиот тим на вардарци. Надпреварите се закажани за 13 и 14 мај, а првите луѓе на РФМ дополнително треба да одлучат кој ќе биде домакин на надпреварувањето. Интересна е ситуацијата и кога е во прашање Final Four турнирот во женска конкуренција, со тоа што првото полуфинале го сочинуваат екипите на ЖРК Вардар и Куманово, а второто Вардар јуниор и Металург. Завршните мечеви во женскиот куп се закажани за наредниот викенд на 14 и 15 мај. Македонското ракометно крило Гоце Георгиевски го понесе признанието за најдобар играч на Тулус во минатиот месец. Нашиот репрезентативец имаше одлични партии во април. На староновиот француски шампион Парис Сен-Жермен му даде 7 гола, додека на Данкерк 8. А тоа придонесе најголем број од навивачите на Тулуз да го дадат својот глас за македонецот. Им благодарам на навивачите што ме избраа мене. Ова ми дава дополнителна мотивација да пружам подобри партии до крајот на сезоната, да го дадам максимумот за доброто на екипата. Изјави Георгиевски за официјалниот вебсайт на францускиот клуб. Со вечерашниот надпревар меѓу Реал Мадрид и Манчестер Сити ќе се знае следниот финалист во елитното клубско надпреварување Лигата на шампиони. Претходно Атлетико Мадрид, откако го совлада Бајерн Мюнхен, обезбеди финале. Меѓународен спорт. Две екипи со добри фудбалери и огромни можности влегуваат во решителен спор за место во финалето во Лигата на шампионите. Реал Мадрид вечерва го пречекува Манчестер Сити во реванш дуел од полуфиналето во надпреварувањето. Пред една недела на Етихад двата состави одиграа нерешено во речиси досаден надпревар. Гол шансите беа малку, откако едва во 70-та минута Реал создаде неколку ситуации, но не ги искористи. Сите ти имаат потреба од победа, додека англичаните би се задоволиле и со нерешено, но да има голови. Претходно Атлетико Мадрид го елиминираше Бајерн Мюнхен во полуфиналето од Лигата на шампионите, иако загуби со 2:1, но благодарение на победата од првиот меч и голот на гостински терен успеа да се протне во финалето од најелитното фудбалско клубско надпреварување. Лестер официјално ја освои шампионската титула во Премиер Лигата, еден од клучните играчи во тимот на Клаудио Рајнери, сезонава е науморниот фудбалер од средниот ред на Голо Канте. Францускиот маратонец кој ги пополнува сите дупки во дефанзива истовремено успева да биде еден од креаторите на играта, го сврте вниманието на неголемите европски клубови. За него се интересираат Реал Мадрид, Манчестер Юнајтед и Јувентус, а прв
конкретна понуда испрати Пари Сен-Жермен. Раководството на богатиот француски клуб понуди 32 милиони фунти за ангажман на Наголо Канте во летниот преоден рок. Сепак речи се сигурно за него ќе надеваат и кралевите и црвените ѓаволи, а менаџерот Клаудио Рајнери истакна дека Лестер ќе се обиде да ги задржи сите своји фудбалери за премиерниот настап во Лигата на шампионите. Актуелниот шампион Голден Стейт успеа да надополни 11 поени за останување во последната четвртина и дојде до втората победа во серијата против Портланд со 110-99. Мајами дојде до значајна победа на гостувањето кај Торонто со 96-102. Голден Стейт дојде до 2-0 во серијата против Портланд, додека Мајами веќе во првиот меч во Торонто најави брейк, па во продолжението од серијата ќе има предност на домашен терен. Многу повозбудлив беше надпреварот во Канада, каде Хит славеа во продолжение со 102-96. Гостите можеа да го добијат овој меч уште во регуларниот дел, но на патот кон победата им се испречи Кайл Лаури, кој во последните десетинки погоди тројка за продолжение 90-90. Времето во Македонија променливо облачно со повремен локален дожд, почест во западните и северните делови. Дува умерен северозападен ветер. Да проследиме временска прогноза за североисток. Тука е крајот на дневникот, почитувани гледачи. Останете со нашата програма и имајте пријатно попладне.